Американско-македонските односи, ситуацијата во земјата, регионалните прашања, влијанието на војната во Украина врз Западен Балкан, евроинтеграциите. Ова биле прашањата за кои се интересирал тимот на Советот на американски амбасадори. Членовите на ова тело, кои се во посета на регионот, денеска во Скопје се сретнаа со државниот врв и со партиските лидери. Председателот Пендаровски ги информираше соговорниците за актуелните прашања од европските интеграции на земјата, како и реформските процеси кои треба да се спроведат во поглед на владењето на правото и борбата против корупцијата. Исто така се разговараше и за состојбите во регионот, како и за безбедносните предизвици во Европа, кои се последица на руската воена агресија во Украина, соопштуваат од кабинетот на шефот на државата. На агендата на поранешните амбасадори на САД беше и средба со собранискиот спикер. Џафери ги информирал за процесите во парламентот. Беше истакнато дека стратешкото партнерство меѓу двете земји се заснова на заеднички вредности и интереси, а Република Северна Македонија е посветена на тесната соработка со САД за низа прашања, вклучувајќи ја безбедноста, економскиот развој и демократското владење. Гостите беа запознати со досегашниот напредок на земјата во ЕУ интеграциите, со предизвиците со кои се соочува и со врските кои собранието ги реализира во однос на ова прашање, информираат од кабинетот на Џафери. На состанокот со лидерот на опозицијата, едно од главните прашања било она за уставните измени. Мицкоски го повторил ставот на неговата партија, дека ќе нема промена на уставот под, како што вели, бугарски диктат. Се разговараше за актуелната политичка и економска ситуација, како и за македонските евроинтеграции, при што председателот Мицкоски истакна дека уставни измени во овој пратенички состав под бугарски диктат и во овие околности ќе нема. Тој потенцираше дека местото на Македонија е во Европската Унија, но за Македонија треба да важат истите услови како и за останатите земји членки. Патот на земјата кон Унијата да биде базиран на копенхашките критериуми без дополнителни услови, пишува во соопштението на ВМРО ДПМН. На денешните средби, тимот амбасадори порачал дека членството на Северна Македонија во ЕУ е стратешка цел и затоа треба сите политички фактори да бараат решенија за предизвиците на патот кон Брисел. Советот на американски амбасадори е организација со повеќе од 200 амбасадори на САД која работи во поддршка на Стейт департментот и преку мисии за утврдување на факти во странство, како што е и посетата на Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.